Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска пред пратениците се измените на Законот за ученички стандард и Законот за студентски стандард. Преку овие измени обезбедуваме правна рамка за реализација на важна мерка од четвртиот пакет. Поради коронавирусот, ученичките и студентските домови ќе работат во посебни околности и по строго утврдени протоколи за да се заштити јавното здравје на граѓаните. Заради намалениот капацитет во домовите, студентите и средношколците, чии барања биле одобрени, а не можат да бидат сместени, ќе имаат можност да одберат месечен надомес за покривање на трошоците за приватно сместување или да одберат надомес на трошоци за превоз од местото на живење до местото на студирање. Оваа мерка опфаќа 884 студенти и 347 ученици, а за нејзина реализација ќе се искористат 44 милиони денари од буџетот предвидени во четвртиот пакет на антикризни мерки. Како одговорна партија, Социјалдемократскиот сојуз и во време на пандемија покажува вистинска грижа за младите, за студентите и учениците. Очекуваме дека сите пратеници, без разлика на партијата од која доаѓаат, ќе ги поддржат овие законски измени и над 1100 ученици и средношколци ќе им обезбедиме месечен надомес за покривање на трошоците за приватно сместување или надомес за трошоците за превоз од местото на живење до местото на студирање, со што непречено ќе можат да го следат наставниот процес. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, продолжува да работи во интерес на граѓаните и да носи законски решенија кои го унапредуваат квалитетот на живот на сите граѓани подеднакво во нашата држава.